Не остане неправдата. Ти, Господе, можеш, защото ти си всемочен и ти sve знаеш. Те молам, Господе. Во името на Исус Христос те молам. Тој кој што зад се го разнаа заради нас. Те молам и обезбеди правда за Пино и утеши ја Маја. Употреби нејна. Се заради Твоето име. Јас сум Бекир Аслан, тако на Арвен Аслан. Мој син исчезнал 23 јануари 2019 година и ден денеска немаме ни апет, ни трака, ни ништо. Транспарент од каде? Еве го напред. Ајде. Убици како мајката на Кико. Каде? Еве мајката на Кико. 5 години, а детето го земава. Што мислите, дека јас ќе добијам друга правда? Сакаме да има правда во Македонија. Нема правда? Нема ни мир да има. Сакаме заштита на нашите деца. Оваа порака ја праќам спрема. Тие што се таму горе, што командат. Ама кој команда сме ние народот? Кој ќе осватиме тоа? Правда мора да има во Македонија за сите деца. Со СМС пораки од 100 динари лечиме деца по странство. А пари за лечници има. Па извинете. Ние тие 50.000 за лечници ќе ги дадеме на децата се лечат. А они со СМС пораки дека јадат сончоглед. Плаќаме порези за што? За да немаме правда, да не умираат децата по болници, да нема лекови. Срамота. И ќе идеме во Европа. Па кој ќе не прими нас во Европа, бре? Што ќе ни е Европа, бре? Ама што ќе... Кај ќе одиме ние? Нема Европа. Ќе идеме у НАТО, каде што нашите деца ќе да гибнат за туѓи војни. Доброволец бранител, имаше луде да ми простите. Отиде доброволец кај што никој не го побара. Поради промена на адреса. Убиецот негов ни условно не е казнет, ни еден ден у притвор, ни у затвор. Зашто?
А? Zašto? У Арачиново прва борбена линија. Кој беше? Едно чедо има. Сега за Пино мислите подобро ќе биде, ова жена е држан со сила психички. Со сила на телефон по цели ноќи. Она мисли дека овдека ружи цветаат. Адвокатот, бранителот ми го купија. Четврти судија е Ставров, монструм што го води. Која правда, кај кого да барам правда? Груевски да ме прими, бара прием, не ме прими. Не верувам дека и она ќе помине подобро од мене. Се затворив у 4 зида, ја отворив таа група, јавно е водам. Се е изнесено. Сеќавање на сите покојни бранители и живи. Групата е на бранителите. 3 сираци остави син ми. 3 керки. Откако исчезна моето синче на денешен ден, ноќеска, после полноќ, го убива. 2 ѓаволи го убива моето дете. Се надевам дека ќе биде правда, како што треба. Доживотен затвор за убиците на моето дете. Се надевам, уште имам надеж дека ќе има правда. Иако гледаме што се случува доколу, за едно убиство ни 5 години не даваат, за едно убиство нема правда. Тоа не треба да постои. Ние треба да биднеме земја како што е цел свет. Да постои правда. А не да се седи по 1 година, 2 у затвор и готово. Има земји каде што за едно маче, ако го малтретираш, се лежи по 20 години затвор. Во Македонија слободно можеш да убиеш човек и ке си седиш дома. Тоа не треба да постои веќе. Ние народот треба да се бориме за да се смени законот. Доживотен затвор на кој ќе земе туѓ живот. Зашто мајките веќе не можат да издржат да плачат. Овдека во Македонија на секој чекор се пребодува едно дете. Па до кога ќе жалиме вака? Да се има правда, да се има закон, законот да биде поштуван, а не овдека плати е добар адвокат и ќе си седиш дома, а мајката ти не погробишна после. Доста ни е. Ако видам дека нема да има правда, како што треба да има правда за моето дете и за сите други деца, секој ден ќе протестирам. Да дадеме сега само време да се заврши судењето,
да видиме колку ќе биде влечкано ова судење, или па ќе се заврши по брза постапка, и да видиме што ќе осудат. Е тогаш, ако треба до Европа, до Бруксел, ќе стигнам со тужење и судење. На сите овие деца овдека што стојат, што на некој начин не бранат, иако нашиот протест е мирен, овдека сме дојдени да подсетиме дека денеска се 365 дена како што моето дете ми го имаат убиено, сокриено. И само, бидејќи Господ не крие крв, случаен човек, шетајки се низ планина, ми ги најде тие 4 коски. Да не беше тој човек, немаше ни тие 4 коски да ги закопам. А Ангела во меѓувреме, Ангела Георгиевска, во меѓувреме си седеше 6 месеци, си излегуваше по дискотеки, се курвареше, а моето дете под камен. Па проклета да биде Ангела Георгиевска, и она и сите нејзини. Благодарам, дечки, на вас од полицијата, на сите. Господа ве благослови вас, да ви даде 100 години живот и среќа. На телевизија да ги мотивираат сите други родители утре кога ќе бидат повикани да излезат, да и се приклучат на Маја и да се приклучат на македонскиот народ. Секој кој има мака да исправиме таа мака, не да премолчуваме и не да затешкуваме. Правдата мора да биде задоволена. Голема поддршка на Маја и на сите родители кои ги имаат децата изгубено и кои